Гледате Трилинг, добро вечер. Драматични мигови со непредвидлив развој на воено-енергетските и економските процеси во заливот и светот. Поредиците манипулации од воено пропаганда до стратегиски притисок, резиме на моменталните реакции. Цената на суровата нафта е зголемена за над 60%, повисока и од времето на заливската војна околу Ирак. Трамп час ја завршува ескалацијата, па потоа дека заминува наскоро. Па следува распоредување на елитни војници во заливот. Европа не ја поддржува американската интервенција. Вашингтон им одговара дека треба сами да се ја земат нафтата од регионот. Соединетите американски држави излегуваат од НАТО, но Европската унија вели дека ниту тие, ниту Вашингтон не можат без оваа најефикасна одбранбена алијанса. Во оваа бурлеска од стратегиски промоции, што веќе секому му се познати, останува економскиот потрес. Следите Трилинг, а еве што ќе гледате во продолжение. Бизнисот се движи во траекторија во која не ствара поголеми трошоци него што е потребно. Дефинитивно не се инвестира. Мислам дека буџетот преживува, меѓутоа дека има големи резерви, не стекнувам таков впечаток. Треба ли да се редуцира потрошувачката? Апсолутно. И понатамошното заложување не го гледам како најголем проблем. Што е за вас најголем проблем? Најголем проблем е да ви застане економијата. Државата од 2019 година е влезена во демографска криза, затоа што прв пат се јавува овој негативен природен прирост од околу 9500 лица во 2019 година. И населението и компаниите сакат да ги вложат своите средства во нестабилни и сигурни инвестиции, а во услови кога кај нас нема развиен пазар на пари и на капитал, поголем дел од населението вложувањето во недвижности го смета за сигурна инвестиција. Значи не можеме ние да градиме ставови, механизми за да стопираме младите да одат во странство само со говори и со политики кои не се применуваат. Значи мораме да имаме реални акцијски планови како да ги задржиме. Мисијата на ММФ, како и гувернерот Славевски, проценува дека буџетскиот дефицит ќе се зголемува, а ќе расте веројатно и инфлацијата, која може да достигне и со двоцифрена бројка. Ценовниот притисок го топи економскиот раст. Како во вакви околности? Гостин во ова издание на Трилинг, извршниот директор на Стопанската комора на Македонија, Антони Пешев. Господин Пешев, енергетски шок, безбедносни предизвици, финансиски неизвестности, како се испреплетуваат и зашто Македонија не е подготвена? Мислам дека ако некој има одговор на ова прашање, тој навистина е многу паметен и многу богат човек. Светот не поминал низ ваков тип на криза, која е комбинација од сите оние кризи кои во изминативе десетина години светот ги помина. Значи имавме и енергетска криза, имавме финансиска криза, имавме корона кризата во која беа застанати токовите и ланците на снабдување. Оваа криза помалку наликува на се комбинирано. Дали ова е најголемата криза во поновата историја? Сега ако гледаме по цената на нафтата во светот, психолошката бариера од $115 за суровата нафта е пробиена. Тоа значи дека ако оцениме по цената на нафтата, укажува тоа дека можеме да имаме сериозна енергетска криза, дури поголема од онаја која имавме пред 3-4 години кога беше. Дали насетувате и вие како бизнисмен и како извршен директор на Стопанската комора на Македонија, насетувате дека ни следува инфлаторен шок? Видите, мислам дека клучната ситуација во овој момент треба да се анализира во база на тоа колку навистина сериозно ќе ја сватиме оваа ситуација и колку ќе почнеме да делуваме условно кажано кризно. Знам дека на најголем дел од луѓето, освен она што го гледаат на телевизија, им се чини дека војната е далеку и дека тоа нема да заплесне Македонија, ние сме многу далеку, во некој домет на најдалекуметните ракети од Иран. Како стратешки партнери на НАТО легнавме на чувството дека имаме безбедносен штит,
Меѓутоа, сето она што се случува е надвор од сите можни сценарија што претходно биле анализирани. Дека денеска, уствари утре, генералниот секретар на НАТО ќе разговара со председателот Трамп во врска со понатамошното делување на Америка во рамките на НАТО, укажува на тоа дека ова е сценарио кое досега навистина сме го немале. Значи и безбедносно и секако Македонија ќе има сериозни предизвици и се очекува во овој период да имаме период на носење на многу мудри одлуки, значи и да се подготвуваме за сите можни сценарија. Сметате дека недоволно сериозно ги проценуваме можните економско-финансиски па и безбедносни импликации од оваа криза? Искрен да бидам, ако следите вести, загрижувачки тонови нема. Како да кризата ќе биде краткотрајна и еве сега со некои мерки го ублажуваме шокот и вистина со мерките што ги донесе владата, а тие се со лимитиран временски период заради намалувањето на ДДВ-то и сите оние притисоци што се прават цената на горивата да бидат што е можно пониско, се стекнува впечаток дека кризата се менаџира, се третира правилно. Меѓутоа, фактот е дека 2 недели ќе поминат вака, кратко. ДДВ-то ќе мора да се врати или ќе мора да се воведат нови мерки. Ние имаме сега, тоа е точно, имаме најниско ниво на горивото на нашите бензински пумпи. Имаме 10% зголемена потрошувачка, што нема никаква врска со зголемувањето на производството, пошто скоро во сите сектори имаме намалување на производството. Тоа укажува на тоа дека кризата не е само наша локална, таа кризата сега е регионална, уствари кризата е глобална. И мислам дека ќе мора да се прават многу мудри чекори кои во одредено време на кратки стази, на долги стази ќе обезбедат, како да кажам, предвидливост. Значи, никој не се занесува дека ние како Македонија со своите ресурси и со своите капацитети ќе ја надмудриме кризата, него ние треба да бидеме како во оној виц кога двајца пријатели во пустина биле нападнати од лав и едниот седнал да ги заврзува патиките и тој другиот му вика: "Што ти е тебе, ајде да бегаме?" Како се ти мислиш дека ќе побегнеш од лавот? Не, вика, не мислам дека ќе бидам побрз од тебе. Тоа е уствари пораката. Ние треба да бидеме помудри од земјите што не обкружуваат и од многу земји во светот кои на ова гледаат или не гледаат со доволно внимание. Господин Пеша, владата прогласи кризна состојба од 1 месец, зошто не и вонредна состојба и што ќе вклучи рационално трошење на буџетот, битка против криминалното осипување на државната каса, цврста контрола врз ценовниот и инфлацијскиот притисок? Прво, мислам дека ова е мерка која беше нужна брзо да се делува, ако кризата траеше или трае кратко. Нема потреба да правите толку драматични потези, заради тоа што моменталната состојба навистина не е таква. Меѓутоа, секако до тоа ќе дојде, ако кризата продолжи. Ние имаме сега мешани пораки од председателот Трамп, дека војната е завршена, дека целите на Америка се завршени, дека Америка се повлекува од воената интервенција, за да видиме после тоа нова ескалација на проблемите. Сега имаме ситуација во која јеменските бунтовници се активираат, блокада на уште еден теснец преку кој поминува светската трговија со нафта. Така да, јас мислам дека светот ова во ваква варијанта го нема доживеано уште од онаа голема криза кубанска кога тргна нуклеарните боеви глави руски према Куба. Како реагираат предприемачите, бизнис заедницата во вакви војни околности? Како и секогаш, бизнисот е, како да ви кажам, повнимателен него тоа што се мисли. Што значи тоа, дека сега се е ставено на стендбај? Сега се е ставено во фаза на анализа и мирување. Значи, како да кажам, бизнисот се движи во траекторија во која не ствара поголеми трошоци него што е потребно. Дефинитивно не се инвестира.
дефинитивно секоја компанија си ги пресметува роковите во кои може да го издржи овој тип на притисок, имајќи предвид дека инфлацијата не се одразува само на финалната потрошувачка кај граѓаните, него инфлацијата се одразува на сите елементи, вклучително и репроматеријалите кои се основа за производството на поедини сегменти на економијата. Може ли да ни се случи да се преслика онаа слика, онаа состојба во времето на ковид пандемијата, кога фирмите одлучија да направат и своевидно затворање на погоните на одреден период, работените да ги пуштат од дома да работат, се со цел заштеда? Знаете што, кај нас во овој момент такви индици нема, зборам за македонските компании, ама затоа видовме дека странските инвеститори кои оценија, тоа го направија. Ние изминатата година, имајќи во предвид сето она што се случуваше, првенствено со украинската криза, а полека со економското паѓање на Европа, кој е нашиот стратешки најголем партнер, дека компаниите почнаа да си ги пресметуваат причините зашто се наоѓаат во Македонија и колку треба да останат тука. Ние имаме објективно пат на бројот на вработени во индустриските зони. Може би тоа директно не се одразува на профитабилноста на зоните, меѓутоа индиректно намалувањето на бројот на вработени, затварањето на една-две странски инвестиции, ако застане на ова ниво во ретие, меѓутоа ако продолжи тој тренд, ќе имаме намалување на бројот на вработени во индустријските зони и покрај тоа што во овој момент некако, како да кажам, многу популарно е да се напаѓаат индустријските зони заради нивната привилегирана позиција, сепак делот на контрибуцијата нивна во платите на вработените ќе се одрази. Намалувањето во фондовите, здравствениот и пензискиот ќе се намалат и јасно е дека од некаде минус 10% во буџетот на државата за минатата година на приходната страна доаѓа од некаде. Значи, намалена потрошувачка, намалена контрибуција и тоа го слушнавме од министерката за финансии дека има потврдување во делот на контрибуциите према фондовите. Тоа е загрижувачки. Следите трин гостин во емисијата Антони Пешев, извршен директор на Стопанската комора на Македонија. Големи отплати на стари долгови, говорам од аспект на кредитите кои ги имаме во минатото земено. Сега државата повторно се задолжува со нови кредити, се најуваат големи капитални инвестиции. Дали во вакви околности и натаму ќе имаме пораст на буџетскиот дефицит или ќе се вратиме на онај едва премостен 4,7% годишен дефицит и пораст на надворешниот долг? Ситуацијата е толку критична, сега не сакам да делувам како да кажам панично, песимистички. Кризата е толку голема што буџетскиот дефицит, намалувањето на индустријското производство и сето она паѓа во вода, ако се земе во обзир време траењето во кое можеме да го издржиме кризата во форма да не го наруши генерално економскиот како да кажем простор во државата. Сега во моментот ситуацијата е таква да со обзир на тоа дека претходната власт, значи говорам за оние кои сега се во опозиција, за време на корона кризата се задолжи многу. Нестандардно и несоодветно плати на сите, вклучително на највеќе на администрацијата, плати за неработење. Не направи дури ни заштитни механизми со кои индиректно ќе ги помогне компаниите од државата, што го направија, например, Кореја. Она даде средства на семејствата, меѓутоа ги обврза да купуваат кореански производи, заради тоа што не можеше директно да интервенира во економијата. Во државата наша, за најзагрозените, навистина имаше средства кои беа дадени да им се помогне на компаниите кои влегува во дубиоза. Меѓутоа, знаете што, ова се работи сепак за нешто многу покомплицирано. Заради тоа што ако во минатото
ние сме биле тие што се слаби економски, сега веќе ситуацијата не е таква. Сега се сите во проблем. Ако гледате што се случува во овој момент во Европа, ќе видите дека големи економии, како што е германската, например, која е наш најголем економски партнер, е на колена. Сите оние што работат со Германија ќе ви кажат дека нарачките се намалени или бар времено стопирани, или се на ниво на тоа што не било типично за изминатиот период. Ако тргнеме по таа логика, кој да кажеме, високата мода, текстилниот сектор, секторите кои не нужно се битни за опстанокот на државата, први ќе бидат на удар. Дали во вакви околности може би треба да се размислува во насока на замрзнување на овие мегаломански најавени проекти? Анализите што ги правевме укажуваат на тоа дека треба да се има комбиниран пристап. Значи, високо ниво на приоритети во тоа кои проекти треба да одат хитно, а кои проекти кои се во директна корелација, а кои проекти треба да бидат малце позастанати, заради што тоа треба во моментот да биде приоритет на државата, на владата? Видите, ви кажам, искрен да бидам, во овој момент мене ми недостасува како човек чувството дека државата делува помалце како кризен штаб. Ако не, треба да го формира. Некој треба дневно да се занимава со таа проблематика, а не од состанок на владата на состанок на владата. Нема опозиција. Да се разбереме, претходната опозиција задолжи државата многу, не видовме директен импакт на економијата. Оваа влада се соочува со исто така големи предизвици. Опозиција скоро и да нема, опозицијата не нуди алтернативни паметни решенија. Значи сега во овој момент не ни останува ништо друго. На избори не можеме да одиме, заради тоа што тоа би било додатно губење на време и губење на темпо. Значи, на овој момент ни преостанува да се надеваме дека оваа влада ќе ги послуша мудрите глави. Зашто викам мудрите глави? Или оние што имаат веќе некакви искуства. Државата наша поминала, ако се гледаат последните 30 на години, ни сите овие премрежија. Додуше, не секогаш на купче собрани, како што вие ги кажавте сега, меѓутоа сме имали ситуација и на директен воен конфликт, и на потрошувачка за воена индустрија, и за енергетска криза, и за справување со кризата која дојде со короната. Во принцип, имаме искуства од тој сегмент. Се слушали гласот на бизнес заедницата? Она што можем да ви го кажеме дека да, представници на владата разговараат со нас. Што на вистина се случува во позадина, не знам. Би сакал да сигнализирам дека една од клучните работи на страна од тоа што треба да се оценат приоритетите кои има директен импакт на економскиот тековен живот на државата е секако добрата ликвидност или функционалноста на буџетот. Смятате ли дека буџетот е ликвиден? Мислам дека буџетот преживува, меѓутоа дека има големи резерви, не стекнувам таков впечаток. Треба ли да се редуцира потрошувачката? Апсолутно. Клучниот елемент на такото. Значи овдека скоро да е невозможно да ги намалите. Прво, по мене се претера со нивоата на плати. Знам дека ова звучи непопуларно, меѓутоа наглото зголемување на платите за да се подобри животот на граѓаните идеше многу брзо и драматично во некои сегменти и платниот фонд кој е ослонет на буџетот го качи на многу високо ниво. И сега на страна од тоа што оваа година 2 милиарди стигаат за наплата, во следните 3 или 4 години до 8 милиарди стигаат за наплата од кредитите со кои сме задолжени, ценам дека и понатамошното задолжување не го гледам како најголем проблем. Што е за вас најголем проблем? Најголем проблем е да ви застане економијата. Затоа што сега велите дека во моментов економијата е на стендбај.
мора да го одржите нивото на ликвидност и да ги исплатите побарувачката према компаниите во делот на извршени работи и поврат на ДДВ. Иначе компаниите ќе застанат. Они ќе мора да почнат да отпуштаат. Имате ли како бизнес асоциација увид колкав е долгот на државата кон компаниите во однос на ДДВ-то? Не можете тоа да го знаете, со обзир на тоа дека во механизмите за наплата на ДДВ-то и особено повратот, значи ДДВ-то се наплаќа ден за ден, за саат. Нема шанса да не го исплатите како компанија ДДВ-то. Она што е веројатно алудирате е исплатата, повратот на ДДВ на места кај што треба да се поврати. Во тој сегмент има периоди на исплати, неисплати, некако предвидливост нема, тоа се законски дозволени механизми во кои владата ако оцени дека има некаде сомнителен поврат на ДДВ има право да го стопира. Некои од компаниите што имаат подобра ликвидност велат, па добро нека ги држат парите, ќе наплатиме камати за неисплатата на ДДВ-то. Меѓутоа кај некои компании тоа е критично, затоа што неисплатата на ДДВ значи нивна неликвидност што ги упатува да се задолжат во комерцијалните банки за да го обезбедат тековниот ликвидносна позиција на компанијата, за исплата на плати, за исплата на Господине Пешев, цените се качуваат по спиралата на инфлацијата, картелски сојузи, лов во матно кај македонските трговци и увозници. Како гледате на ова денес? Видете да ви кажам, тоа е се додека имате пари во оптек во државата. Како што споменавме, зголемувањето на платите и генерално куповната моќ на граѓаните не нужно значи дека цените ќе останат ниско и трговците ќе го направат тоа што им е. Пошто цените генерално во светот заради постојнава криза растат, ние како се кажа имаме покачување на цените. Ако имате кој да го купува тоа, цените ќе си бидат такви какви што се. Она што може ги спушти цените е да ви остане робата во продавниците и да не можете да продадете, затоа што народот едноставно не купува по таа цена. Меѓутоа, она што е загрижувачки е што сите овие години не направивме напор да ги искористиме механизмите кои реално стојат на располагање на државата. А тоа е пулот на државни резерви, кој реално земено е многу ефикасен и голем финансиски инструмент со кој може да се делува на цените на пазарот. Очекувам брзо и Народната банка да излезе со некакви мерки, со обзир на тоа дека ако тргне инфлацијата во погрешен правец, ќе имаат они механизми како тоа да го обуздаат, да го стигнат на пониско ниво. Меѓутоа, ништо тоа не ни помага ако се појави голем недостаток на производи. Значи, не се јавуваат покачувањето на цените само од тоа што некој сака да заработи на таа работа. Се појавува и заради тоа што постои општ недостиг на одредени производи. Она што е за нас поразително е дека изминативе години не направивме механизам во кој некои работи кои беа наша гордост. Македонија ја хранеше на Југославија со години со земјоделски производи, особено раноградинарски производи. Денеска сме се довеле до ситуација да значаен дел од тоа производство се увезува. И ако ме прашате од каде се увезува, интересно дека се увезува од Албанија малку и од земјите околу, ама тоа многу малку, а многу повеќе со бродови донесените производи од Египет. И таму работи голема машинерија која го снабдува целиот Балкан. Она што е најинтересно дека тој тип на како да кажам нестандарден увоз кој досега сме го немале, дека со бродови ќе биде донесено производството во Солун и од Солун ќе биде дистрибуирано низ целиот Балкан, не постоело. Никогаш сме немале ова токаво високо ниво на цени, дури на пиперката, на патлиџанот, на нешто како што имаме сега. Затоа што кога би имале домашно производство, денеска би приходувало. Би приходувале тие производители. Ние дозволивме да ги навикнеме производителите дека е подобро да се тргува отколку да се произведува. Ете, тука се
оние стратешки одлуки кои сега во овој момент мислам дека е последен момент во кој треба да се донесе. Да се изревидира системот на субвенции, да се изревидира во правец на тоа да се стимулира производството, а не да се субвенционира само за да се субвенционира, затоа што огромен е износот на средства кои се користат во субвенции, а за кои баш директно не видовме импакт на зголемувањето на производството и во некои традиционални култури кои беа карактеристични за Македонија. Благодарам за разговорот. Благодарам и за вас. Го проследивте интервјуто со извршниот директор на Стопанската комора на Македонија Антони Пешев, а во продолжение, гувернерот на Народна банка во минато неделното интервју за Трилинг кажа дека при ескалација на безбедносно енергетската криза ќе дојде до зголемување на инфлацијата и можна порестриктивна кредитно-монетарна политика. Не се исклучува и зголемување на буџетскиот дефицит. Сега, како што спомнавме, стапката на инфлација е многу пониска и многу сме на некој начин во подобра позиција од аспект на задржување на ценовната стабилност или да кажам да поминеме со што помали последици, како што кажав, под услов конфликтот побрзо заврши. Сметате ли дека нема да дојде до раст на инфлацијата? Не, најверојатно ќе има, не можам да кажам дека ќе нема. За колку? Да кажам дека ги правиме проценките. Ево на пример, Европска централна банка смета дека за 0,3% поени секој зголемување на цената на нафтата од 10% може да влие на стапката на инфлација, но ние последниот податок за февруари, како што реков, беше 2,9%. Ќе видиме доколку не дојде до многу поголема ескалација, која што никој не ја посакува, сигурно ќе имаме барем за 1% поен од она што, да речем, би било претходно. Како ќе се превенира за да не дојдеме до инфлаторни шокови? Со мерки на владата, кои што се предпазливи и по потреба мерки на монетарната политика кон известно затегање на монетарната политика во моментот кога ќе се оцени дека тоа, да речам, ќе биде неопходно. Сега за сега треба да бидеме спокојни? Не, видите, имаме институции кои што се внимателни, граѓаните треба да бидат спокојни во смисла дека состојбата е под контрола, не можеме да се заштитиме од една неповолна вест како што е ценовен шок, односно целосно да се заштитиме, затоа што ќе платиме известна цена, која што веќе ја плаќаме. Плаќаме повисоки цени на горивото, државата со набавките на нафтени деривати плаќа исто така повисока цена, повеќе девизни резерви се одлеват, но работата е на Народна банка. Владата си има своји инструменти, своји цели и така натаму задачи. Прво, да не дозволи инфлацијата да излезе од контрола и секако со мерките кои што ќе бидат неминовно рестриктивни да не наштети на економскиот раст. Проследите дел од интервјуто, минато неделното интервју со гувернерот Славевски, инаку во четвртокот е објавено дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија поднесува кривична пријава против гувернерот Трајко Славевски за несовесно работење во службата. На товар на гувернерот му се става и пробивањето на рокот за предлог на вице-гувернери. Во 1950 година, кога Македонија имала 1,2 милиони жители, се раѓале годишно 50.000 деца, денеска со 1,8 милиони. Лани се родиле едве 16.000 или 3,5 пати помалку. Веќе сме влезени во демографска криза. Ова е еден од најсериозните проблеми долгорочни за државата. Без луѓе де факто нема ниту држава.